За мене сегаш постоеле две врста на луѓе и нелуѓе. Јас сум Сулейман Салија, идам од Мавровскиот крај, село Врбен, од 76 година сум во Гостивар. Иначе работам како бравар. Сум живеел 16 години во Италија, сум се вратил тука во Македонија за едно подобра иднина за деца за мене. 10 декември на социјалните мрежи видов некои понуди, некои јастоци за гарнитури тоа и реков да одам во салонот да проверам, да видам нешто за дома. Влегов значи во изложбен салон на мебел, имаше една госпоѓа. Ја праша значи за тоа што ме интересираше, за тоа што одидов кај дуќанот. И јас сакав да влезам значи да видам во салонот, таа ми рече дека не може да се влезе во салонот. Ја запрашав зашто, значи причината. Рече не може пошто сте со работничко дело. Тоа многу ме удри. И во моментот ја запрашав, реков кој е одговорено лице. Господјата рече јас сум тука директор, јас сум цар, јас сум господар. Тогаш уште повише во животот, значи во мојот живот не сум се чувствувал никогаш понавредено тоа. По мене беше тоа, ме видел со работнички, прljав така и рекол овој се нема пари, нашиот салон скап, ние продаваме мебел по 200-300 илјади денари. По самиот настан, првата работа што ми падна на памет беше телефонскиот број, значи што е 198 од Управата за јавни приходи. Се јавив тамо, тие ми дадоа еден друг број, што се јавив. Се јавив и на другиот број, тие ми препорача да се јавим на канцеларијата на Народниот правобранител. Ми дадоа број, се јавив, ми одговорија и тие ми кажа, пошто ја до дента не знаев дека постои, ми ја дадоа број, значи да контактирам со комисијата за антидискриминација. Че негде можеби беше 4 после планев, едно 6 сата по настанот. И после со комисијата со антидискриминација со мејл овие контактирав, мене ми испратија формулари за да ги исполнам, да го раскажам настанот, значи со тачни податоци, време, све, пошто све ми беше забележено во телефонот, после другата постапка, значи ја водеше самата комисија. Во тој момент нити имав подршка на некого, нити ништо, него самиот во тој момент решив, реков, на ова работа ќе одам до крај. Откога поднесов значи претставка барање во комисијата антидискриминација, фактички до самиот одговор негде помина можеби 3 месеци. Во самото тоа се наведува дека комисијата биле на салонот, ги слушале значи другата страна, ама ипак тие решиле дека сум бил дискриминиран, што мене ми представи едно големо задоволство. Не задоволство зашто ја победив, задоволство дека постои закон значи за сите. Тоа ми беше најголемото задоволство. На сите граѓани на Северна Македонија, без разлика значи на верска, национална или припадност, значи тоа да не чутат. Со дискриминација нигде не се стигнува. Треба да го дигнат гласот, да се јават таму кај што да се јават, институции постојат, пошто кој чути, тој се сложува со тоа што се има случај.